Добро вечер, Гарпошани, љубители на културата каде и да сте. Добре дојдовте во видео подкастот Кажи култура за Карпош, видео подкаст за театар, филм, музика, творештво и образование, видео подкаст наменет за размена на идеи, размислувања, сугестии, но и недостатоци од областа на културата во општина Карпош. Заедно со нашите гости, докажани секој во својата сфера од културата. Јас сум Дејан Стоев, вашиот вечерашен домаќин. За да направам увод за мојот вечерашен гостин, ќе кажам дека е магистер по човекови права и политиколог со диплома по меѓународни односи и дипломатија. Човек кој што стои позади сценариото на филмот Најтешкото нешто, кој што оди на светската платформа Netflix. Собственик е на брендот Stand Up Македонија, продуцент на многу видео спотови, стрипови, продуцент и организатор на фестивали, бројни ТВ емисии, но и писател и објавувач на книги. Дами и господа, колку што можев скратив од огромното портфолио на мојот и ваш вечерашен гостин, мојот пријател пред се, Оливер Ромевски. Добро вечер. Добро вечер, Дејан. Баш ми е драго што те наоѓам во ваква пријатна атмосфера со една извонредна идеја, нели, да се работи подкаст, нели, во овие модерни времиња, кога луѓето се повеќе на своите компјутери и своите телефони, начинот на комуникација кој што си го обрал навистина е одличен и ти благодарам уште еднашка за поканата. Благодарам за поддршката. Има ли нешто што не спомнав од сето ова твое професионално портфолио кое што е огромно, а кое што би сакал да се потенцира? Па не, нешто посебно не, собственик не, туку ко-собственик на Stand Up Македонија. Значи теретот на целиот бренд го делиме заедно со мојот другар Александар и нешто посебно, јас не придавам значение многу. Обично дозволувам да делата говорат за еден човек, она што го направил за него, да не го искажува сам, туку едноставно луѓето кои ќе погледнат да прецепираат и да осознаат дека навистина зад одредени дела, продукција, книга, филм, театар, представа стои одредено лице и кога тоа ќе си го сумираат заедно, нека си направат едно заедничко CV во својата глава, за како што имам јас CV за тебе. Впрочем, знам што си отпеал, што си одглумил во опера, каде си присутен во поп музиката, во модерната музика, како пријатели и сме снимале заедно и сум гледал одредено твое творештво, така да јас сам си имам перцепција за она што си ти и тоа секогаш дава една нова енергија кога сакаме да разговараме, да зборуваме или да размислуваме за некаква личност, посебно за нас, нели, карпошаните. Така е, ти по одамнешен, а јас по тазе, што се вели. Од каде љубовта на еден политиколог кон уметноста и културата? Љубовта кон културата е примарната моја љубов. Освен кон жена ми, да кажеме. Значи, тоа е она со што сум се родил, со талентот за пишување, за игра, за театар, филм, да кажеме хумор, сатира, организација, продукција. Тоа ми е основната есенција на животот. Со тоа сум израснал, со тоа сум живел и тоа ми е, можам да кажам, и основниот талент. Политикологијата и политологијата дошле подоцна. Кога приказната е малце долга, значи започнав прво на земјоделскиот факултет, па завршив една година таму, па подоцна на правниот, па после се префрлив на политички студии, за да тука нели го завршам целиот тој циклус на образование. На крај со магистратурата сакав и да одам и на докторат, но се случија овие работи во изминатите 7 години, кај што имавме турбуленции и општествени, и културни, и глобални, и здравствени, и животно загрозувачки на некој начин, и тоа го оставив можеби за некои си идни времиња, инаку политиката како анализата, како чувство, како менаџмент, ја сакам и е својствена, затоа што има многу менаџмент и во културата од таков тип. И токму затоа сум ги врзал тие две нешта. Истите се поврзани со многу размислување и со многу добар збор. Политикологијата како наука
е нешто сосема друго од политиката. Луѓето треба да разграничуваат од една проста причина што политиката е малку повулгарна, побезобразна, поприземна, за разлика од науката, каде што таму има некакви правила, некакви кодекси, некакви закони на однесување, на посветување, на преговарање и така натаму. А во уметноста, културата има мешање на политиката, за разлика од обратното, каде што малку културни работници се појавуваат во политиката и обично поминуваат неславно. Така да има доперни точки, има многу доперни точки, пред се за тоа што најмногу и во менаџирањето. Во основа во менаџирањето. Значи, ако си добар менаџер во културата, можеш да бидеш добар менаџер и во политиката, односно да бидеш добар извршител во политиката. Но има разлика, имаме ние луѓе кои што ги третираме како добри политичари, а се поприлично утнати менаџери. Значи, тотално да кажеме еден србизам, промашени. Ке се навратам уште малку на твоето минато и на твоето портфолио. Оно што ми го привлече вниманието во твоето портфолио е и дека си професионален крупије. Со лиценца за обука на крупијеа во казина. Да. Како искусен во тој бизнис со казина, каков е твојот став околу многуте отворени казина низ општина Карпош, кладилници, игри на среќа и се понатаму? И дали мислиш дека би требало да се они дислоцирани малку низ периферијата? Генерално, тоа е еден дел од мојата младост во кој што јас навистина изучив едно животно школо, едно животно училиште. Работев со едни луѓе кои што за тоа време беа извонредни луѓе, навистина луѓе посветени на таа професија, каде што казиното беше во онаа изворна форма. Значи, тогаш не беше дозволено да играат во казината и југословенски, односно македонски државјани. Тоа е некој период од 88-та година до 95-та година, кај што ги поминав оние сите скалила од обичен чипер, ние така го велиме, собирач на жетони, до директор на казино, бев директор на неколку казина. Бев заменик во Скопското, во Континентал, бев, да не именувам сега, генерален во Струга и така натаму. Кое е моето мислење? Казината се економски субјект и ги имаме низ цела Европа. Значи, вработуваат многу луѓе. Едноставно се стопанска гранка која што можеби нема свој производ, условно кажано, да речеме некој произведува леп, некој произведува услуги телекомуникацијски. Во казиното се произведува забава, ако ја земеме како производ. Мислам дека главниот проблем е што Македонија има лоша стратегија во однос на казината. Значи, казината треба да бидат на одредени локации, по мене, во самата општина, во самата држава. Значи, да речеме, во Карпош треба да бидат на одредена локација, да кажеме Визбегово или не знам како се вели. Значи, сепак малку да се бидат одвоени, малку треба да има десетина уплатни места за кладилници како што има. Зборуваме за класични кладилници, нели? Секој човек сака да уплати едно ливче 50, 100 денара, 200 и 500 сега, негов проблем е. За спортските настани, но генералните казина, она што се нарекува игри на среќа, апарати и така натаму, треба да бидат барем во една улица на едно место. Ќе биде многу полесно и за контрола, и за девијации, и за паркинг, и за се, и државата ќе може да си го собере својот дел од лиценците, од даноците и така натаму, а ќе се знае, тоа воопшто не е страшно, да речеме. Овака некако имаме чувство дека сите казина и кладилници се негативен и се секаде и се близко до училишта, па се мери, нели, тоа 500-1000 метри или како е веќе според законот сега се обидуваат нешто да менуваат, но сепак мислам дека се лоши решенија и треба да имаме, да речеме, 4 или 5 ударни локации, Гевгелија, не знам, Галичник, Маврово,
Охрид, дел од Охрид некаде помеѓу Охрид и Струга, од деснава страна, не знам, можеби Струмичко горе негде, Беровско или не Значи знам. во општината да не бидат. И да имаме 5 локации кои што ќе бидат мини зони и кај што ќе можеш слободно да играш, да се опуштиш, да одспиеш. Секој си има своји намери, дали се честни, нечестни, дали ќе оди со пријатели, со љубовница или со жена или со негов проблем, да не се замараме. Нека си одигра таму, нека си ги остави парите. Вака и добиваме некакво чувство дека сме сите едно големо казино. Така е. Буквално каде и да се свртиме, ние имавме мерки за штедење на електрична енергија, имавме секоја втора, трета бандера свети по улициве, меѓутоа затоа казината блештат. Во секое време. И тие штедат струја, немој да мислиме ние дека тие не чувствуваат криза. Барем од надвор, впечатокот е тој. Тоа е стратегијата. Еве јас да речеме сум работел менаџмент и го знам менаџментот во казината. Значи тоа е стратегија, нема да те привлече да влезеш ако не е чисто, уредно, ако нема бесплатна пијачка и така натаму и така натаму. И секаде во светот, и во Австрија имате на улица казина, и во Германија имате на сред голем град казина. Но сепак има некоја друга стратегија. Не може градот цел да биде едно казино. Така е. Или не само тој град, и Тетово, и Куманово, и Велес, не може да биде. Можеме да ги наредиме, да ги наместиме во секоја општина да има една локација кај што ќе бидат казината. Кој што сака да уплати, ќе си запали кола, ќе се качи на точак, не знам. И да има за кладилнициве, нели, 5-6 локации, тука е уплатното место, доаѓаш си, уплаќаш и така, како лотарија што има. Трафиката ни е тука близко, нели? Сакаш да претрчаш да уплатиш лото и тоа е коцкање. И лотаријата е коцкање. Значи се што го сече на пола профитот оди за фирмата, а пола иде во награден фонд, е коцка. Нема филозофија. Живее ли Карпош културно? Па мислам дека во изминатите години живееше поубаво и покултурно и подобро. Што е разликата? Па разликата е некако сега имаме зачмаеност, имаме темница, да не кажам, како да кажам, имаме некак тивок е Карпош. Карпош од секогаш бил весел, од секогаш се слушала живот, луѓе, деца, музика може би од некаде, се некогаш било и претерано, да кажеме, но имало сегменти. Сега се сведува на нема настани. Второ во Карпош, да речеме, освен салата Борис Трајковски и нешто посебно, нема кај да се одржи настан. Во изминатите година-две немаме ни културно лето Карпош. Нешто тоа или беше многу тенко или беше наивно. Значи, културно лето Карпош подразбира 25 дена секоја вечер настан и собиранка некаде на луѓето во текот на летото во месец август. Тогаш луѓето се чувствуваат слободни да седнат, да се напијат сокче од гранапот, не мора да седат во ресторан. Некако се сведовме на тие ланч барови, каде што ако има жива музика, таа не е адекватна, нема културни настани. Треба да има повеќе промоции на книги, треба да има повеќе настани од сериозната музика, значи мали камерни концерти, да има места каде што треба да има повеќе стендап представи, да има кафичи кај што се случува буквално да живее хуморот секоја вечер, да имаме различни теми на хуморот. Нема настани кај што нема да речеме објекти кај што можеш да уживаш во добра рок музика, во добра поп музика, во добра и тоа да биде пропратено и со немаме подиуми за играње, макар мали. Жанровските локали кај нас се проблем воопшто на ниво на република. Значи на државно ниво кај нас се проблем жанровските локали. Така е во Карпош, така е секаде. Значи ние имаме со ланч барот, мислам дека ја утнавме работата сосема. Бидејќи во ланч барот е се. Значи тука можеш, не знам, и да стоиш, ама можеш и да седиш, можеш и да јадеш, ама можеш и да не јадеш, можеш и ова да правиш и она да правиш, а иде некоја хаус музика или иде некоја клабинг музика која што се е некако измеѓу. Тоа е таков еден хибрид направен да тотално ги изгубивме оние
жанровски локали, како што кажа, каде што можеш да идеш стендап да гледаш, или каде што можеш рок да слушаш, или каде што можеш джез да слушаш. Абе, поетско читање да имаш. Или поетско, да. И луѓето да се уфрлаат, да пијат пијачка и да живеат со поезијата Така е, тука на тоа да. место. Да. На тоа е културно живее. Зашто велат Њујорк живее културно? Токму затоа зашто ги има тие наменски милион локали. Секој ајде да бидеме малце жаргонски, секој го фура својот фазон. Така И е. тоа му е дозволено и од државата, и од општината, и од сите, да го фураш својот фазон. Па дури и тие ланч барови на запад, еве имаме прилика да одиме по зимските центри, нели во Бугарија и во Црна Гора и секаде, ланч баровите се претворени во имаат еден круг, имаат еден подиум и секоја вечер има различна. Да, а кај нас нема, што велиш ти? Нема. Има некоја тумпа-лумпа музика, која што дури и ти се одјадува на моменти. Да. Второ, ние живееме условно европски, тежиме кон Европа, а 99% не се pet friendly, немаат рампа за луѓето со посебни Така е, потреби, да. немаат можности, да речеме, на одредено сепаре да седнеш со деца, фамилиарно. Значи, се сме ние европјани, а од Европа немаме ништо. Да. Ние Се е сепак сконцентрирано само на одредена класа на луѓе, односно на оние кои што се Па најголеми не е ни тоа трошачи. класа, тоа е, да кажеме, таргет. Маркетишки Да. таргет. Тоа се помладиве луѓе, некаде од 16 до 35-40, што моментално имаат шанса да заработуваат пари кои што се флуктуидни, значи движечки, не се определени нити за сметки, нити за ова, него поише се определени за да се потрошат на некаква забава и храна, и тоа се сведува на се. Нашите млади луѓе во Карпош, ретко каде имаат да излезат, имаат сега една флоскула, одиме да јадеме. Да. Дали си забележал? Еве јас Така како е. аналитичар, политиколог, тоа го забележувам. Одиме да јадеме. Кој Тоа е не е излегување. култура? Кој е тоа излегување? Кај бевте пред, не знам, сендвичара? Кај бевте пред? Или у Сити Мол седнати да јадат. Да. Толку ги оттупевме децава, толку таа млада генерација ја затвараме. Мислам дека тука и да речеме и општината треба да има свој удел, треба да има, да речеме, некаков си фонд во кој што културата ќе може нонстоп, секој што ќе има нова идеја да движи, да создава, да прави, да има работилници, да речеме, да има работилница за филм, работилница за музика, детски работилници. Не тоа се да се сведува на плати членарина 1000 денара и дојди да те учиме саат време за да некој нешто се богати. Треба малку да има општествена одговорност. Така е. Што да направиме за да биде подобро? Сега тука анализата вели треба да имаме пристап од сите страни. Што значи Прво тоа? треба да имаме институционален пристап, после треба да имаме граѓански пристап и на крајот треба да имаме урбан пристап, односно урбанистички пристап во основа. Институционален значи дека државата преку разни форми, преку општината, преку невладините организации, преку Агенцијата за спорт и млади, преку сега го имаме тој фонд за иновации и така натаму, гледам некои успешни приказни таму. Треба повеќе да инвестира во културата, но не само како настани, туку како проекти, како процеси. Тоа е првата работа. Добро. Втората работа граѓанскиот пристап. Значи треба ние да даваме иницијативи како граѓани. Ние сите иницијативи што ги даваме да не се гради, да не ги сечат дрвата и не знам улицата таа да се асфалтира. Тоа не е граѓански пристап. Тоа е сугерирање на локалната самоуправа што да направи. Ние имаме за тоа локални еколошки планови, имаме друг тип на однесување и програми на самата општина и на самата држава за одредени за. Граѓанскиот пристап подразбира иницијативи. Прва иницијатива да се изгради дом на културата во Карпош. Втора иницијатива да се изградат уште минимум 3 летни сцени во Карпош. Да. Трета иницијатива
иницијатива да се подржат работилници за сликарство, стендап, музички надарени деца, еве и образование да влеземе, за математички надпревари од одреден сегмент во математиката, не мора само да биде геометрија, цртање. Така. Зошто немаме ние активност, граѓанска активност, сите простори кои што се во подрачје на општина Карпош, кои што се празни простори, бели ѕидови, имаме одлични тимови на 2-3 екипи на деца, веќе се и некои постари, страшни уметници, зашто не ги направат со графити, со ликови, зашто да не го ставиме сите наши познати личности од Карпош кои што заминале, или кои што се уште живи, зашто да не ги нацртаме некаде, да ги има, зашто да не напишеме некои модерни пораки во стилот таа е добра порака, секогаш цело е кога има се. Заедно сме посилни, колку и да звучи, колку и да звучи банално. Ние сме Карпош, вие сте Карпош или не знам. И со ликови комбинација да го направиме Карпош да биде не шарен, него да биде културно шарен. И да се добие тоа чувство на припадност. Да, чувство. И кога ќе влезеш ти во самата општина, како што веќе ни кажуваат одредени пријатели кои кај вас е добро, кај вас има кај да се паркира, кај вас има кај да се јаде, кај вас има кај да се пие, но ви фалат многу работи, ама ние немаме ни тоа. Да речем, мене сега центарот многу ми се допаѓа со тие да кажеме кружни текови, малку лежечки полицајци. Збориш за Орце Николов. Да, оној генералниот центар, тој е многу некако швајцарски, аустријски уреден, многу е симпатичен. Значи, многу има оној европски шмек. Второ, мора да поставиме и во сообраќајната култура одредена граѓански иницијативи. Да решиме многу сообраќајни, не да оставиме општината ги решава, него ние као граѓанска. Значи, кажавме што треба институционално, кажавме што треба граѓански, но тука треба да се вклучат и многу други сегменти. Тука треба да се вклучат фирмите. Фирмите треба да бидат малку поопштествено одговорни. Значи, од областа на екологијата да имаат одговорност, од областа на сообраќајот да имаат одговорност, од секаква. И тука не смееме да имаме пардон. Нема пардон. Загадуваш на добош. Газиш на добош. Значи, мора да си ја платиш казната и опомената дека следниот пат ќе. Така се гради една. А тоа се ингеренции 20% на државата, 80% на општината. И тука целата општина, ако се има една таква европска визија, може апсолутно да за година, 2, 3, значи една комбинација, институции, граѓани, фирми, стопанство, заеднички со тешка е работата, да дојдеме до едно ниво каде што ќе живееме културно, ќе разговараме и со објектите, и со културните работници, и со културните субјекти, и со сите оние кои што функционираат во тие рамки, да им помогнеме и тие нас да ни помогнат, и тоа ќе добиеме во мнозинството, во шаренилото, во целата таа концепција ќе добиеме најнашка квалитет. Значи ќе имаме, најнаш ќе почнеме со многу, сите ќе сакаат да допринесат и ќе ни излезе квалитетот. И тогаш ќе можеме да се фалиме дека сме навистина број еден општина, број по сите постулати. Во сите сегменти, да. Имаат ли култура карпошани на дневно ниво? Имаат ли почитување меѓусебно, поздравување? Спомна дека голем број на локали не се pet friendly. Меѓутоа, знаат ли карпошани да го прошетаат куќето па да го соберат изметот позади него? Пошто тоа е секојдневен проблем. Каде и да се мрднете, некаде газите, минирано е, пола Карпош е миниран. Така. Културата кај граѓаните мислам дека е малку во рецесија. Значи, малку е вратена назад. Тоа е нормално после овие 2 години затворање, после целиот притисок кој што го издржија,
издржаа, кој што беше врз нивните плеќи. Ама тоа нема везе со домашните животни? Ќе дојдам до моментот. Дај ми 10 секунди. Значи, кога тоа секи им се собере, кучиња земаа и тие што сакаат кучиња и тие што не сакаат кучиња. Аха, збориш на квантитет, Значи, тие има мислеа повеќе дека од ако го земат кучето, некои го земаа од лукративни причини, да излегуваат само надвор, значи размислуваат 2 месеци. Некои го земаа, мислеа дека кучето готово ќе им ги реши сите проблеми. Тие се 6-месечни се. Некои ги испуштија тие кучиња надвор и тоа е навистина жал и греот. Но имаме многу и тие се граѓани, и овие се истите граѓани кои што фрлаат низ прозорот автомобилот, кои што трубаат, кои што се паркираат, десно се качуваат на патека за велосипеди, па сиромашкиот ќе влезе, ама имаме и велосипедисти кои што возат у контраправец, кои што возат наместо на тоа на асфалтот, значи тука сме со културата сме на 25%, 30%. Но ако сакате вие да имате култура у старт, да речеме има едно место во Кина, еден голем град, 20 милиони, и како го решиле тоа? Земал градоначалникот и поставил на секој 50 метра контейнер, не на 250, не на 500 метри контейнер. И до него да си излечеш кесичка, значи тој е мал трошок, и да си ја завршиш работата. Значи он ти помага. Но кај кинезите постои една стравопочит од власта, што на моменти е многу добра, а кај нас постои една бахатост да земеме и со мајгери да и влеземе на кутијата, затоа што внатрешните фрустрации не знаеме како да ги извадиме надвор. Ние ќе ги искршиме кутиите, но тие ќе се обноват. Но генерално, кога ќе има кесички, значи многумина забораваат од дома да земат. Ова не е оправдување, ова е само начин како некој го решава тоа. И тоа треба да бидат не само во агендите на тие што ја водат општината да биде не знам, таму треба да се догради водоводот или одводот. Не. И овакви работи ја европеизираат општината. Значи, ситни работи. Второ, кога се даваат, да речеме, за 5 амбуланти, точно за тие кутриња, мачиња, тогаш да си има некакви бенефиции токму во Карпош да отвориш. Значи некаква. Зборувам во тој сегмент. Инаку културата секаде е на истото ниво. Значи вие имате по партизанска навечер, јас секоја вечер се надевам дека нема никој да загине. Ти си со живење покрај партизанска, нели? Да, тоа е страшно. Значи имате, ги гледам полицајците, сабајле застанали и имам конверзација со нив. Во 7:30, кого застанувате? Луѓето што одат на работа. Ве фатете ги дивите вечер у 7:30, у 8, у 8:15. Ама господине сега не пуштија. Или после 12 кога е. Значи се местиш позади бандерата, сите ќе ги фатиш. Земи им ги возилата, не. Што чекаме? Знаеме, имаме случаеви на партизанска до сега неколку деца. Како не? Неколку деца. Тоа е во културата. Ако некој нема култура, тој таков ќе си остане. И сечи го, во смисол, казни го, ќе го боли еднаш, 2 пати, третиот пат ќе му дојде памет кога ќе вози без дозвола. Значи А имаме многу наши сограѓани. Ќе речеме закон ни фали. Не, ние и го имаме законот, го имаме законот, го немаме надзорот. Го немаме спроведувањето на законот. Сите закони ги имаме. Некои велат закон за потекло на имотот. Имаме. Закон за се имаме закон. Немаме надзор. Може би треба се прават љуѓешки, нели, се прават детски паркови кои што за една недела се искршени. Па како може да си дозволат да инвестираат толку пари во такво нешто, а да не постават човек кој што ќе го надгледа? Абе една агенција. Зошто се не е тешко? Агенцијата ангажира и кажи кога ќе се скрши, вие ќе го платите. Ставите си камера, има начин, само ставите треба да си камера, ставите си патрола, ако некој нешто скрши, вие ќе го платите. Да. И да видите дали ќе се кршат понатаму, затоа што каде што има агресија мора да има репресија. Така е. Агресијата не можеш да ја смириш ти со преговори. Да, со преговори ќе ја смириш агресијата, ама ако од другата страна покажеш и ти агресија. Значи, едноставно тие работи мора да се решаваат со почитување на законот. Имаш закон,
начин да се почитува. Инаку Карпуш е преубава општина и фалат многу работи. Иако мисле, секогаш може повеќе. Секогаш и може и Секогаш подобро и може. повеќе. Мора да се решаваат паркинг местата, но моje мислење не е со паркинг служба и со вработување на партиски луѓе во паркинг службата и задоволување на некои лукративни и политички причини, туку напротив со зголемување на паркинг местата, затоа што луѓето веќе имаат создадена една навика да се паркираат, сакаат нивните гости кои ќе дојдат. Има простор, Карпуш е една од ретките, да кажеме, американски општини, кај што има широки булевари, кај што има широки тревници, кај што може да се одземе лево-десно за да се направи паркинг, може да се направат надземни паркинзи, подземни паркинзи, да се решава тоа на еден начин кој што и дава оригиналност на општината. Лесно е ти да ставиш наплата по ова, па сега ти дошол гостинот, па тој имал право, не знам си, еден денар ако си се најавил. На што ги сведуваш луѓето? На апликации. Зошто? За да имаш 250 души вработено од партија. До кога ќе одиме? 160.000 имаме јавна администрација. Оливер, каква би сакал да ја видиш општина Карпаш во иднина? Како што кажавме до сега. Сјајна, да се убава, спроведе, модерна, европска, кај што децата навистина, младите, секогаш велиме младите, но и ние повозрастните и пензионерите ќе можеме да излеземе, да бидеме слободни. Значи, тука мора и имам доста сугестии за работата на полицијата, нели? Полицијата треба малку повеќе да се заангажира во регулирањето и на сообраќајот и на се она што се случува, да речеме по некои качиња. Па и оние качиња. надзорници кои што ги имаше порано, сега ги нема. Тука Не, сега имаме француски систем воведен уште од Гордана Јанкуловска. Јас сум политиколог, можам да ти кажам се. Значи тој е систем на тие комбиња кои што шетаат, покретни станици, и сега ти преоѓаш од еден југословенски систем кај што имаш надзорници. Генерално, надзорниците беа функционални во тоа време. Можеби треба да се вратат, бидејќи има полиција. Секоја година се запослуваат преку 500 полицајци. Колку имаме? 12.000, 13.000 полицајци имаме. Не е лошо да има 20 надзорници кои ќе почнат тие млади луѓе да одат да се движат. Чисто за да се спречат првото ниво на криминал. Значи, манијаци, кражби по автомобили, тепачки, сепак униформата си униформа, токи-вокито, така натаму, ќе има многу големо влијание ако полицајецот е на 200 метри од тебе. Он ги знае сите тука кои што се проблематични, да речеме, секогаш. Но да знаеш, и сега имаме ситуации кога имаме на 200 метри полицаец, ти одиш се жалиш и он ти вика не ни е работно време, сега на ручек сме, треба да... Не. Каква општина сега? Општина Карпаш има голема можност да биде убава општина, треба добра визија, да биде сјајна општина, да биде европска општина, но не да биде европска како флоскула општина, него да биде баш општина која што генерално ќе сјајат внатре. Значи во таа симбиоза на луѓе, на општината, граѓаните и стопанството. И тогаш ќе добиеме супер култура, тогаш ќе добиеме и места, кажав ја што треба да се направи. Значи, мора да конкретно има кажа, дом на културата, мора да има летни сцени, мора да се дадат бенефиции на тие што ќе дадат, мора да се прават проекти, мора да се прават работилници и така натаму и така натаму. Да не се навраќам, кога ќе се направи сето тоа заеднички, а општината е богата општина, има се гради, има пари. Во тој случај ќе имаме одлична култура, ќе имаме одличен фидбек од граѓаните и тогаш на вистина, како што беше пред 10 години, ќе биде престиж да си граѓанин на Карпош. Што и така не е лошо. Надпреварувачкиот дух секогаш води напред во западните општества и во прогресивните модерни општества. Оливер, ти благодарам многу. Дами и господа, тоа беше Оливер Румевски. Фала ти и тебе на поканата.